Во овие вести за деталите Линковски се поврзуваме со колегата Миомир Серафиновиќ. Миомир, досега интервјуирани се 5 кандидати. Па да, Александар, како што веќе кажа, половина од вкупно 10 кандидати кои успеа да се пласират, односно ги исполнија сите услови за да бидат кандидати за председател на антикорупцијската комисија, Државната комисија за спречување на корупција, значи половина петмина денеска беа испрашани, односно сослушани од комисијата за селекција. Станува збор за 4 кандидати кои се правници по вокација, додека еден беше економист, односно ревизор. Најголем дел од кандидатите во своите излагања пред стручната јавност од невладините организации, како и членовите на комисијата за селекција, го искористија, како да кажам, последниот извештај на Европската комисија во кој беше нотирано дека антикорупцијската комисија, овој состав на антикорупцијската комисија нема проактивност во откривање на корупција и не е доволно транспарентен, и посочи дека доколку тие бидат избрани, би биле проактивни, многу активни во случај на откривање на корупција, особено во највисокиот врв на владеачките структури, и исто така дека ќе бидат транспарентни, односно би соработувале интензивно со невладините организации кои се борат со против корупцијата и исто така со медиумите. Да кажам дека денеска распрашувањето на кандидатите почна со Весна Доревска, поранешен подсекретар и помошник министер за правни работи во МВР, потоа соправникот Владимир Нумовски, вработениот самостоен аналитичар во СВР Скопје Антонио Санев, ревизорот вработен во државната ревизија Бранко Смилевски и адвокатката, правничката Валентина Тодоровска. Значи, беа сослушани во текот на денешниот ден од страна на 7-члената комисија за селекција. Да напоменам дека комисијата за селекција на нов председател на ДКС, кој ќе биде потоа предложен на собранието за избор, се состои од 4 пратеници, 2 од опозицијата и 2 од владеачката коалиција, 2 представници на невладиниот сектор и представник на народниот правобранител. Се очекува, како што кажа членот, председателот на оваа комисија за селекција, пратеникот Бојан Стојановски, дека до петок ќе биде избран нов председател или председателка на Државната комисија за спречување на корупција, и ве предлагам да ја слушаме неговата изјава. Во моментов има 10 кандидати кои што ги исполнуваат условите. Денеска започнуваме со интервјуто со 5 од нив. Утре ќе продолжиме со останатите 5 луѓе. Планирано е денот потоа веднаш како комисија да се собереме и согласно формуларот и законот, оние узанси кои што се нели согласно процедурата, да направиме рангирање на кандидатите соодветно и да ги оцениме секој член на комисијата посебно, и планот е некаде на крајот на неделата согласно оно кое што го пропишува собранието, односно во петок да биде свикана собраниската комисија за избори и именувања и председателот на Државната комисија за спречување на корупција да биде избран секако по оценувањето на комисијата за селекција. Александар, уште да послушам кои се уште 5 кандидати кои ќе треба утре да бидат распрашани, односно да се пројават пред комисијата за селекција. Тоа се Нена Трифуновски, Благица Трошанска, Кимо Чавдар, Адем Чушуј, кој во моментот ја врши функцијата генерален секретар на антикорупцијската комисија, и Феузи Џафери. Како што се напомене и ти самиот, по скандалот со поранешната председателка Татјана Димитровска, односно кога беше откриено дека одавала службени тајни на обвинет во случајот Адитив, без да си поднесе оставка и сега е на обвинителна клупа, а собранието почна избор за нов председател на антикорупцијската комисија.